Зголемена вклученост на образовните институции во создавањето на високо квалификуван кадар, поголема соработка помеѓу странските и домашните бизнисмени во земјава, овозможување на услови за нови вработувања и подобрување на животниот стандард на граѓаните. Ова се дел од предизвиците со кои што ќе се соочи земјава во иднина, изјавија експертите на конференцијата посветена на 25 годишнината од независноста на македонската економија. Занимањата поврзани со програмирање, со инженерство, ќе бидат се побарани. И ако ние не создаваме такви кадри, ние ќе се најдеме надвор од таа четврта индустријска револуција. И ние ќе имаме кадри кои што нема да може да се вклопат во тие нови индустрии. Така што и да сакаме да ги донесеме тие индустрии во Македонија, нема да можеме. Ќе останеме со оние индустрии кои што се нископродуктивни, кои што креираат ниска додадена вредност. Значи, ние мора од сега да размислуваме за иднината. Едноставно, нашите образовни системи се фокусирани на квалификации, формално образование, притоа заборавајќи ги вештините. Значи, вештините се она што во иднина ќе треба. Или се вели роботите ќе ги земат работните места, меѓутоа тие се уште не се на тоа ниво да ја заменат емоционалната интелигенција, мултикултурни познавања или работење. Значи, тоа е она што ни фали да го развиваме кај идните генерации. Во овие 25 години, македонската економија поминува низ многу турбулентен период, сметаат експертите. За одржлив раст потребна е бизнис клима која нема да зависи од политичката состојба во државата. Напредокот во економијата ќе биде значаен само доколку нема поделени мислења за клучните приоритети во стопанството. Македонија, Република Македонија е исклучително мала земја за да може да си дозволи луксус да биде вака поделена, меѓу другото и по прашањата на стратешките економски прашања. Мораме да дефинираме црвени економски линии за кои што ќе постигнеме консензус и кои што ќе бидат приоритет на долг рок. Таа спојка помеѓу странските фабрики и домашните претпријатија треба да биде подпомогната со некаква политика на владата и тоа мислам дека треба да се направи на краток до среден рок, а сега е право време да се размислува за тоа. Инаку прогнозите за економскиот раст за годинава не само на домашните, туку и на меѓународните финансиски институции се движат нешто над 2%. Политичката криза е причината што за речиси 2% поени е намалена првичната проекција. Оптимистични се очекувањата за следните 2 години, кога растот на бруто домашниот производ се очекува да биде над 3,5%.